Да. Првиот разговор во студиото денеска го посветуваме на трансплантацијата, која што представува една од најзначајните медицински постапки која им дава нова шанса за живот на пациентите со тешки болести. Во последните години се направени навистина важни чекори во развојот на програмата за трансплантација, но кои се предизвиците со кои што и во иднина ќе се соочуваме и новите законски измени кои што се во собраниска процедура, ќе поразговараме со мојата денешна гостинка, доктор Билјана Кузмановска, национален координатор за трансплантација. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам на поканата, трет пат кај вас. Так. Докторка, во моментов во собраниска процедура се законските измени за трансплантација или поконкретно можеме и да го споменеме законот кој што навистина ќе оди побрза една постапка и треба практично да ја олесни целата оваа процедура, така и е замислен. Што би донеле овие законски измени, бидејќи и самиот министер рече тој ќе биде првиот што ќе го направи тој чекор, односно со новиот закон по брза постапка што ќе се донесе, граѓаните сами ќе одлучуваат дали по смртта ќе станат донори. Кои се оние измени што ќе бидат поразлични од овој модел што веќе е актуелен и како ќе биде целата таа постапка олесната? Две главни промени се предвидуваат со овој закон. Првата промена е кај живи донори, живи дарители. Значи, оние кои што можат да даруваат парен орган, например бубрек или дел од црниот дроб, ако има дарители, ја прошируваме листата, а до сега беше до трето колено роднинско, сега одиме до четврто роднинско колено, практично до прв братучет, таму каде што има генетска сличност. Секако после испитувањата медицински кои што треба да се направат, на овој начин се зголемува можноста да се зголеми бројот на живи дарители кај трансплантација од живи дарители. Додека кај трансплантација од починати дарители даваме можност да се личната волја на граѓанинот биде на прво место. Значи, во колку сакаат, граѓаните можат кај својот матичен лекар да се изјаснат на прашалник да или не. Дали би биле донори во случај на да починат од мозочна смрт или не. Со тоа би се створила можеби олеснување на постапката во смисол дека ќе се растерети семејството кое што според актуелниот закон, значи сме сите донори. Тука да нема дилема, сите сме донори. По тој модел таа предпоставена согласност, да, според актуелниот закон сите сме донори, меѓутоа крајниот збор треба да го даде семејството. Тука веќе е најтешката одлука. Тука е најтешката одлука и од она што сме го виделе во пракса. Прво, во едно семејство може да немаат исти гледишта. Најблиските луѓе, оние кои што треба да потпишат. Може да има во самото семејство судирна гледишта. Второ, многу често знаат да кажат семејствата, па не ја знаеме волјата на починатиот и затоа сметаме дека можеби кога би ја знаеле волјата на починатиот, кога таа волја би била артикулирана, јасно напишана, тогаш би се олеснила постапката. И се надеваме дека во иднина, секако тоа не може да биде во многу скоро време, меѓутоа во иднина дека тоа би го зголемило и реалниот број на трансплантации и би ги намалило листите на чекање. Так, со предложените измени се унапредува и правната институционалната рамка практично за органодарителство и трансплантација преку појасно евидентирање, како што споменавте, на личната волја на граѓанинот и воспоставување на еден пофункционален електронски, како да го наречеме, систем или регистар. Што овој регистар практично досега ни покажува? Сега постои посебен модул трансплантација, кој што се наоѓа во мој термин, во кој што немаат пристап сите лекари, само координаторите кои што работат трансплантација и тоа за целиот модул има пристап само националниот координатор. Пасворд има само за тој модул, каде што се гледаат листите на пациенти кои што чекаат трансплантација, се гледаат листите на оние кои што се трансплантирани и се гледа бројот на донори кои што веќе биле обработени, тоа останува запишано. Сега се предвидува да се додаде нов модул во тој
значи подмодул во самиот модул трансплантација, каде што ќе има регистар на донори. Меѓутоа, пристапот до тој модул ќе биде многу рестриктивен за дилемите кои што ги има можеби некој. Рестриктивен пристап значи дека може во тој регистар на донори да влезе само вработени од Министерството за здравство, кои што се одговорни за документација, водење, контрола на процесот, и националните координатори во случај на дијагностицирана мозочна смрт, значи не во било кое време. Так, колкава е листата на чекање? Колку пациенти чекаат? Тие листи се апдейтираат постојано. Така, не можеме можеби да, значи еве минатата недела некого испишавме, некого ставивме на листата, значи отприлика се 200 пациенти во Македонија. Најголема е листата за бубрези, најчеста патологија е. Тука има среќа што може и жив дарител па тука со зголемување на роднинската врска до четврто колено очекуваме дека можеби таа листа и побрзо би се намалила. Потоа листата за црн дроб, таа е најмала, 12 некаде пациенти. Листата за срце во моментов се 29 пациенти, тука нема алтернатива, тука мора да се оди со починат дарител. Имаме листа за корнеи, која што релативно брзо оди, затоа што до сега сме трансплантирале од ноември до сега 25 корнеи, имаме уште неполни 20 на болни пациенти кандидати за трансплантација. Тоа е постапката што минатата година прв пат почнавме, да, трансплантација на очна рожница, тоа се корнеите. И трансплантираме коски и коскени ткива, меѓутоа таму нема листа на чекање. Заради самата патологија на коските и коскените ткива, тука пациентите се по принцип како ќе дојде, така ќе биде услужен според медицинска индикација. Така. Докторка, знам дека овде кога се говори на оваа тема, малку е и емотивниот момент сега актуелен и запазен, меѓутоа еве знам дека ќе ме разберете и гледачите ќе разберат за самото значењето на самото прашање, но колку еден донор, да кажам, може да спаси живот? Колку животи може да се спаси? Зависи што се трансплантира. Значи, стандардно се вели може еден донор 8 животи, меѓутоа многу зависи, не од секој донор се земаат сите органи. Значи, може да има болно срце, да има здрави бубрези, така, здрав да се работи црн дроб. за здрав орган. Да, значи најважно е органот кој што ќе се трансплантира да биде здрав. Така да еден донор може да спаси повеќе животи. Ако се земе во предвид дека од донорите се земаат и коскени ткива, кои што понатака сме ги употребувале кај лекување не само на деформитети вродени, не само на псевдоартрози, него сме ги употребувале и кај пациенти со сарком, што е една многу агресивна форма на рак на коските, и тоа е животно спасувачка операција. Значи, и коските можат да спасат живот. Така да не можеме да кажеме точна бројка колку, еден донор може да спаси повеќе животи, се зависи од состојбата на органите кои што ќе бидат предмет на трансплантација. Колку е важна генетиката, еве кога зборуваме за живи донори, и од тој таа една имунолошка компатибилност на самиот орган за да се совпадне со лицето кое што тоа е круцијално за трансплантација. Значи, најважно е да има поклопување, велиме, компатибилност помеѓу секако крвната група, меѓутоа клучно е ХЛА типизацијата. Тоа е хуман леукоцит антиген кој што сите го имаме и кој што е носител на нашиот имунитет. Нашиот организам има вградена особина да се бори од се што е туѓо. Па така дури и органот кој што го прима, организмот сака да го отфрли. Затоа примаат овие пациенти доживот на имуносупресивна терапија, нели? Подолготраен процес е. Да, долготраен процес. И најважно е кај пациентите да има комплементарност, велиме да има компатибилност на ХЛА системот. Колку помалку се разликуваат донорот, дарителот од примателот во ХЛА точки, така ги нарекуваме, ХЛА точки, туку е поголема веројатноста трансплантацијата да биде успешна и органот
подолго да биде задржан. Па има пациенти кои што 25 години живеат со орган, а сега во медицината има и акутни отфрлања на органи, и хиперакутни. Така да, всушност, клучно за една успешна трансплантација е да има имунолошка компатибилија. Тоа практично и кога ќе се одлучи кои од пациентите ќе добијат можност за трансплантација. Да, значи веднаш се зема крв од, ако зборуваме за кадаверична, за отпочинат донор, затоа што вие што се од жив донор се ги прават испитувањата паровите, да. А кога зборуваме за починат донор, тогаш се испитува хајла типизација на донорот и во системот регистарот на пациенти кои што чекаат, тие веќе сите имаат направено хајла. Штом се направи хајла типизација на крвта на донорот, се оди се внесува во системот и системот самиот ги вади каде има најмногу совпаѓања. Значи се вади листа каде што има најмногу совпаѓања. Потоа, како што ќе ги поканиме пациентите кои што би биле приматели на орган, одиме на второ имунолошко испитување, тоа се вика крос-мечинг. Значи сега одиме крвта на донорот директно со крвта на примателот. И ако тој крос-мечинг, така се вика тоа испитување, е негативен, тогаш можеме да правиме трансплантација. Значи организмот нема да го отфрли органот. Па затоа и викаме повеќе пациенти, затоа што хајлата типизација може да ни каже несовпаѓања на помалку локуси, меѓутоа самиот крос-мечинг може да биде позитивен и тогаш не се трансплантираат тие пациенти, се оди само каде што нема реакција помеѓу крвта на примателот и донорот. Тоа се работи на трансфузија, само да им дадам признание на колегите трансфузиологи, тие имунолошки испитувања. Така, сепак кога се работи еден ваков голем процес, значи вклучени се цел експертски тим. Мора да кажеме дека ќе ни споменете за искуствата, имавте соработка и со други колеги, навистина медицината оди со брз чекор напред и можеме да кажеме дека се прават навистина големи чекори и кај нас кога се работи за трансплантацијата. Докторка, додека сме се уште околу промените, споменавте засега моделот е на таа предпоставена согласност, со можност и сега е величноста да се изјасни, или можеби ова што споменавте, сите сме потенцијални донори, меѓутоа колку е сега и колку ќе биде важна согласноста на семејството во случај кога ќе има процес еден таков за дарување на органи? Во случај кога пациентот се согласил, се оставил своја, видете, затоа што веќе со законските измени ќе може личната волја е секако над волјата на другиот. Така да ние штом го отвориме регистарот, секако семејството не може да не се информира, мора да се информира. Меѓутоа нема да биде прашано за дозвола, само ќе им се предочи дека тој пациент си дал свое мислење. Значи тоа се opt-in и opt-out, така наречени системи. Ние сме сега, актуелниот закон е opt-out. Значи сите сме донори, можеме да оптираме надвор, значи да излеземе од системот ако дадеме изјава заверена на нотар. Ние сега одиме со два, ако се изгласа законот, тоа е во законодавниот дом, ако се изгласа законот, тогаш ќе имаме закон кој што ги дава и opt-in и opt-out опциите. Значи, opt-in, значи да се влезе. Така е во Америка, така е во многу држави. Јас сакам да бидам донор и јас се регистрирам. Па дали ќе бидам реално донор, тоа не зависи само од волјата, тоа зависи од медицинските индикатори, од начинот на смртта, тоа зависи од состојбата на органите, возраста, исто така, многу фактори зависи дали некој реално ќе биде донор. Меѓутоа сега ќе има, ако се изгласа законот, ќе има можност самиот граѓанин да се изјасни сакам или не сакам. Со можност за промена на изјавата. Докторка, споменавме особено поради фактот што навистина многу се работи изминативе години на подигнување на јавната свест, што е клучното во целиот овој, да речам, корпус на работи и активности што ги превземате. Имавте и доста средби. Мене ме радува фактот што има слух да експертите се слушнат, да се слушна нивното мислење и генерално во носење на вака крупна
крупни законски решенија и на стратешки важни законски решенија, да се чуе гласот на експертите и на граѓаните, сите да се, значи во крајна линија да се донесат квалитетни решенија во интерес на сите граѓани. Меѓутоа, кога зборуваме за подигнување на таа јавна свест, се уште како да постои некоја стигма, страф, што да се превземе во даден момент, а некогаш па и брзината, времето е она кое што мора во даден момент веднаш да се реагира и да се искористи. Видете, како што сме ги проучувале најразвиените системи, еве да ја земеме на пример Хрватска и Словенија од соседството. Тие се секогаш меѓу врвот на земји кои што на светскиот регистар на земји кои што имаат најмногу трансплантација по милион жители. Хрватска има повеќе жители од нас, Словенија сме некаде тука по број на жители. Прва е секогаш на регистарот Соединетите Американски држави, втора е Шпанија, Хрватска и Словенија секогаш се надпреваруваат. И сега пациентите кои што чекаат на орган секако не викаат зошто не можеме да бидеме како Хрватска и Словенија. Меѓутоа, проучувајќи ги развиените системи, ние дојдовме до заклучок дека да, многу е важна едукација на докторите, значи тоа го правиме континуирано и праќаме наши доктори во странство и доаѓаат странски експерти да подучуваат наши доктори и инфраструктурата ќе се гради, ќе се догради, ќе се надградува, апаратурата, нели технологијата оди напред. Ние секогаш мораме да следиме чекор ако сакаме да бидеме нели во тек со медицината. Меѓутоа, сите системи, сите држави имале најголем проблем со единствената варијабла на која што не влијаат ниту експертите, ниту никој не може да влијае, а тоа е подигнување на свеста и едукацијата. Значи, вели, најразвиените земји им требало 2 до 5 години интензивни едукативни кампањи, за да може луѓето да ги надминат овие стравови, да ги надминат овие предрасуди и за да може да има поголем број на луѓе кои што ќе се согласат на органодарителство. Секаде е доброволно. Значи, и тие земји каде што функционира овој оптин систем, кои што се запишуваат при само вадење на возачка дозвола, секаде е доброволно и никаде не сме и никогаш не смее да биде поинако отколку доброволно органодарителството. Меѓутоа, кога ќе се објасни на луѓето колку е тој процес контролиран, колку е тој процес сложен, колку луѓе учествуваат во тој синџер, колку е тој процес документиран, колку се чуваат тие документи во електронска и во хартиена форма, мислам дека многу од заблудите ќе ги надминат. Нормално е луѓето некогаш и да се прашуваат и да се плашат, меѓутоа тоа е работа која што не можете да ја решите од еднаш и преку ноќ. Заради тоа вие следите, гледам, трансплантација и тоа многу ме радува. Имаме поддршка од медиумите и тоа многу ме радува. Следите дека ние правиме карвани низ цела Македонија. Значи, одиме од град во... Веќе 7 града сме посетиле во Македонија. Тие се од отворен карактер, секој може да дојде. Доктори од разни области кои што учествуваат во трансплантација. Јас сум на сите карвани, а доаѓаат различни доктори од различни области. Значи, објаснуваме, појаснуваме медицински прашања, етички прашања, процесот го појаснуваме, гостуваме во емисии. Министерството за здравство води кампања во која што доктори и медицински сестри се обраќаат, објаснуваат, така да може би не е кампања, повеќе би рекла едукација. Повеќе би рекла едукација, да. Што споменавте проблем. Токму така, повеќе едукација, кампања по природа е временски ограничена. Ние ова веќе го правиме година и пол, скоро 2 години одиме кон едукација. Така да, може да има секакви предрасуди, заблуди, не треба да не обесхрабруваат. Мене лично дури не ми пречи да прочитам што луѓето мислат, за да знам докаде се со нивната лична едукација, докаде сме ние со нашата здравствена едукација кон населението. Нормално е да има различни гледишта, меѓутоа едно е непобитен факт. Трансплантацијата е строго, можеби најстрого контролиран медицински процес, ја контролираат практично 2 институции. Министерството за здравство, каде што се пријавува секоја мозочна смрт, каде што секој донор обработен
и да дале согласност и да не дале согласност, се тоа се архивира, сето тоа се потпишува, се чува во архивите на Министерството и се чува, ние го чуваме, национален координатор си имаме своја документација и се чува во електронска форма во мој термин. Тоа не може да се избрише. Значи не може да се избрише ништо што било во врска со трансплантација во изминативе години, од кога постои мој термин. Ако нека има и различни мислења, па добро и ние да знаеме што како размислува народот. Едно е непобитен факт, трансплантацијата е наука, годишно се прават 150 до 170.000 трансплантации во целиот свет. За жал и во Америка, која што најмногу има, 100.000 луѓе годишно умираат чекајќи орган. Трансплантацијата е наука, а наука по дефиниција е се што е докажливо и потврдливо. Значи, ако се докажало и се потврдило што е мозочна смрт, како се дијагностицира, трансплантација како се работи, се друга шпекулација. Так, охрабрува фактот што споменавте сега кога зборуваме, нели, е тој емотивен етички момент дека и верските заедници дадоа поддршка и тоа е еден добар, да кажам, потек да може, нели, да се работи многу повеќе на информираноста и на едукацијата на населението. Токму така, заради тоа што голем дел од луѓето мислат дека верата забранува, напротив, ние на тие трибини секогаш имаме присутен оџа, поп и католички свештеник, а ние на централната трибина во Скопје ги имавме и нашиот архиепископ господин Стефан и реисот Шакир Фетаи, кои што со своето присуство ни дадоа поддршка дека сепак сме на вистинскиот пат во она што го работиме. Она кон што ние се стремиме и што го работиме не отстапува воопшто од другите земји што го работат. Значи, ние ќе работиме, ќе трансплантираме секогаш кога ќе имаме можност, нели? Меѓутоа, цело знаење, цела технологија, сите едукации ќе бидат залудни ако немаме што да трансплантираме. Так, како еден највисок, да кажам, морален чин и човечки чин да се спаси живот, секако загубата на близок член на семејството, роднина, пријател е ненадомислива, но сепак треба да се донесе таа брза и храбра одлука да се направи тој чекор за да се спаси човечки живот. Докторка, какви се резултатите од квалитетот на живот во однос на оние пациенти кои што добиле орган преку трансплантација? Знаете што, ние имавме пациенти, прво ние не смееме да ги откриеме ако сами своеволно си стапат, нели, во јавноста. Ние сме имале во јавноста истапување на пациенти кои што добиле срце, кои што добиле црн дроб, кои што добиле бубрек, своеволно истапиле и сите кажуваат една иста реченица што дури и ме зачудува, како повторно да сум роден. Значи, тоа е навистина благородно. Еден човек кој што бил со тешка срцева слабост, што не можел да отиде ни до тоалет да се истушира, сега вежба зумба, например, или сосема нормално живее. Еден пациент кој што имал крајна фаза на заболување на црниот дроб, со оштетување на други витални органи, кој што повеќе од 5 години повеќе по болница бил отколку дома, сега живее најнормален живот, секако ги прима лековите за имуносопресија, но не се мери со животот пред трансплантација. Така да мислам дека перспективата многу се менува зависно од тоа човекот на која страна се наоѓа, дали чека орган, дали примил орган или само треба да се едуцира, следи што се случува. Нашите искуства се многу позитивни. Не само нашите, секаде. Значи, ние, секој пациент пред трансплантација, кога има крајно оштетување на еден орган, организмот е една целина. Не може еден орган да заболи крајно, а другите органи да не пострадаат. Значи, тој пациент де факто е инвалидизиран. Меѓутоа, кога ќе се заврши трансплантацијата, секако тоа ќе доведе до подобрување на општата состојба на пациентот. Ние имаме еден пациент кој што е здрав, кој што е социјално интегриран. Ние на тие трибини доаѓа секогаш со нас да ја поздравам професорка
која што сега е пред пензија, гимназиска професорка која пред 25 години е трансплантирана. Таа е корисен член на општеството. Таа работи. Таа сега чека пензија. Значи 25 години живее со орган. Секако ја си миња не откривам и не смеам. Меѓутоа, жената си доаѓа, жената си доаѓа и секогаш таа е голем адвокат, да кажам, на трансплантација, на подигање на свеста за трансплантацијата. Искуствата се одлични со трансплантација, недостатокот е на согласности на органи, пак ќе кажам, се е доброволно. Значи се е доброволно, кој сака, кој не сака, не мора да дарува, а предложените законски измени, спомнавте дека е многу тежок и емотивен момент, навистина, ние ги правиме тие разговори, па на некој начин ќе им олесниме и на семејствата. Замислите, вие губите некој близок и во рок од 6 часа мора да донесете одлука. Да, тешко им е и ним. Некогаш сме слушнале одговори дека може би се покајале понатака, не знаеме што да кажеме, не ја знаеме волјата на починатиот. Вака барем би биле растеретени од тој аспект. Так. Каква е, докторка, соработката со здравствените установи и меѓународните партнери, бидејќи сега постојано сте на конгреси, работите многу на оваа проблематика и практично сега немојте да речете нескромно, ама јас ќе си дозволам да кажам дека навистина поместивте некои граници од оваа позиција како национален координатор и во рамките на практично на што се работи, во рамките на тоа што е значајно за подигнување на јавната свест, за кој што сите имаме некаква општествена одговорност, граѓанска одговорност. Меѓутоа, колку е важна оваа соработка со здравствените установи и воопшто проширување со меѓународните партнери? Да, прво ви благодарам на забелешката. Еве, како новинар следите и мене ми е многу драго што е тоа видливо, значи што работата што ја работам и јас и мојот тим е видлива, затоа што навистина е општествено корисна. Па тој е единствениот мотив зашто сме се зафатиле да ја работиме оваа работа. Соработката во медицината е секогаш важна. Медицината не може да биде затворена во една земја во сите области, а особено во трансплантацијата. Ние праќаме наши лекари, само минатата година, ние пративме хирурзи кои што беа во Турција на workshop кој што беше организиран од Оксфорд и од Лајден. Предавачи, значи од врвни универзитети, Оксфорд, значи највисока лига на универзитети, кои што вежба на, повторно ќе кажам, кадавери, тоа се починати тела и на органи. Значи вежба како да трансплантираат од жив донор црн дроб. Потоа пративме друга екипа, со тоа и го зголемивме бројот на луѓе кои што ќе учествуваат во понатака во трансплантација на бубрези. Пративме екипа исто така во Истанбул, кој што исто така има workshop да се дообучат. Нефролози сме пратиле. Воспоставивме соработка со Соединетите Американски држави, тие пак тука дојдоа нивната експертиза да ја споделат со нас. Тоа е од Дюк универзитетот во Северна Каролина, високо рангиран, благодарејќи на нивната експертиза, нашите офталмолози направија 3 вида на трансплантации со нивна експертиза и помош. Едната е, да кажам, класична метода која што се работи и на други места, но другите две методи, димек и дисек, па навистина не се работат насекаде. Значи, тие колеги несебично ги споделија своите искуства и повторно ќе дојдат, повторно ќе доаѓаат. Пративме болнички координатори во Србија кои што се обучуваа за процесот сам на координација, значи препознавање на мозочна смрт, докажување на мозочна смрт, како што кажав, се мора да биде докажано. Науката е нешто што е докажливо и повторливо. Не сме да има импровизации, нема импровизации. Потоа доаѓаат експерти од Хрватска во областа на болничките координаторство ни држаа предавања, потоа имавме кардиолог кој што предаваше за
кардиохирушката трансплантација, имавме експертка од Естонија која што предаваше за банка на ткива. Фактички тоа се сохо, така наречени субстанции од хумано потекло, нели, како се обработуваат, како се складираат, и ние имаме банка на ткива, банка на коски и лигаменти. Меѓутоа, под сохо стандарди спаѓаат и други субстанции од хумано потекло. Така да, таа соработка доста ја проширивме за овие 2 години и се уште целиме кон тоа да ја прошируваме. Повторно ќе кажам, медицината не може да функционира изолирано. Мораме секогаш да имаме размена на искуства и размена на експертиза. Так, споменавте многу искуства, еве во регионот ги кажавме Хрватска и Словенија, САД можеби како лидер во односи на бројот на популацијата и во однос на трансплантации, нели, што се прават. Меѓутоа имали можеби некој исто да го споменеме позитивен пример кој што може еве да се направи една споредба за тоа и ние како мала земја каде сме, како може некој систем да не мора да се преслика, меѓутоа да се искористат тие позитивни некои насоки кои што може да се применат и тука. Секогаш треба да стремиме да бидеме како најдобрите. Независно колку сме, дали сме мала или голема, и Словенија е мала земја, па навистина е близко до САД кој што се 350 милиони, Словенија се неполни 2 милиони. Значи, мојата мисла водилка е дека секогаш треба да стремам кон најдоброто. Меѓутоа, секако тука се и објективните ограничувања. Ние не можеме да ги пренебрегнеме објективните ограничувања. Неблагодарно е да се споредувам со соседните земји, меѓутоа, еве, без тенденција некого да навредам, многу сме понапред во однос на соседните, да кажам, Црна Гора, Албанија, Косово, Босна. Колегите се трудат, сакаат да воспостават, меѓутоа ние во многу области на трансплантацијата сме пред нив. Так. А стремиме кон најдобрите. Так. Докторка, има ли возраст, сега бидејќи зборувавме претходно и за регистарот, најмала и најголема возраст кој што пациенти кои што чекаат трансплантација и колку таа возраст, да кажам, практично игра голема улога за тоа колку ќе биде успешен самиот процес? Многу голема улога има возраста. И тоа за секој орган, да кажам, си има некои своји препораки од светските здруженија. Најстрого е за срце. Значи, за срце возраста е, можам да кажам, и одлучувачки фактор и во однос на испитувањата што се прават, мора да биде одлично, во одлична кондиција срцето, за да може да го пресадиме или на друг примател. Таму возраста оптимално е до 45 години за дарителот, а се што е над тоа треба да биде подложено нели на испитување на крвните садови, на повеќе аспекти на работата на срцето. Секако во трансплантација донор може да биде човек кој што е се уште во некоја, да кажам, физиолошка млада или средна возраст. Веќе штом настапи по дефиниција староста, треба многу внимателно, тоа се така наречени проширени критериуми. Да, Хрватска ги работи проширените критериуми, се работат и во други земји, меѓутоа тогаш имаме чување по возраст. Значи, ако донорот е повозрасен, и примателот се бира да биде повозрасен. Знаете, органите со тек на годините се трошат, се ослабнуваат крвните садови, веќе имаат плаки, веќе имаат оштетување на крвните садови, така да бубрегот може да трпи, да кажам, повозрасен донор, повозрасен дарител, меѓутоа кога се работи за починат донор, ако е повозрасен дарителот, тогаш и примателот се гледа да биде повозрасен, ако има имунолошка компатибилија, заради тоа што сепак повозрасните органи пократко траат. Так. За крај на разговорот како за окружување, можеби една порака, споменавме и самиот разговор дека навистина загубата е огромна и семејствата се соочени нели со една несигурност што да направат во даден момент. Меѓутоа, колку е, еве, како порака, важно за сите нас да разбереме дека навистина најголемиот морален чин е да му се даде нова шанса на
секој човек. Знаете како, и тие што дале негативен одговор, јас никако не би ги осудила, никако не би ги стигматизирала. Тоа се луѓе чисто во насока на поттикнување, така. Значи, ние бидејќи ги водиме тие разговори и ја гледаме таа нивна емотивност во тој момент, и сосема е разбирливо. Ние можеби сме како професионалци разочарани дека нема да бидеме во можност да направиме трансплантација, да ги намалиме листите, да помогнеме на друг. Меѓутоа, хуманиот аспект, дека тоа семејство е навистина во голем стрес, сосема го разбираме. Во однос на пораката, знаете како, многу пораки има. Во муслиманството и тоа го повторуваат еве и оџите кои што доаѓаат на нашите трибини. Тоа е и во Куранот. Да се спаси еден живот е како да се спасило целото човештво. Тоа е порака, не знам дали има посилна порака од тоа. Во однос на православната вера, се што е во функција на човеково здравје и се што е во функција на спасување на живот, се разбира ако е во етички норми, нели, што е тоа всушност и законот е сама гаранција и нашата работа медицинска, да не заборавиме дека секој закон има, па и законот за трансплантација и казнени одредби, мислам, така да се што е во функција на спасување на човечки живот треба да се употреби. Најсилна порака можеби ја дал папата Јован Павле II уште во 95-та година, па да не зачуди што Шпанија, Хрватска и Словенија како католички земји се толку напред, иако не се ни најбогати, ни имаат најразвиен здравствен систем, меѓутоа во трансплантација се отидени најнапред. Папата Јован Павле II во 95-та година издаде едикт според кој се што може да биде да се спаси, се што може од човечко тело да се спаси друг човек, треба да се стави во функција. Папата Јован Павле II беше толку прогресивен што одеше и на научни конференции за трансплантација, за рамо до рамо со експертите медицински да го дискутира тоа. И тоа некако се пренесе на цело католичко свештенство и еве го гледаме резултатот. Од 95 до 2026 се поминати 30 години. За 30 години ние од цел свет, 170-180 држави има светот, ние, освен Соединетите Американски држави, која што е нели доминантно мултикултурна земја и мултиконфесионална, Шпанија, Словенија и Хрватска, кои што се доминантно католички земји, се секогаш на второ, трето и четврто место во свет. Значи, многу е важна и таа една духовна смиреност која што ќе ја дадат духовните водачи, дека да, трансплантацијата е во функција на животот. А одлуката е лична. Така. Што практично е создале добра база, еве така да го анализираме на градење на еден трансплантацијски функционален систем, бидејќи во крајна линија органодарителството и дава највисока смисла на самата човечност. Највисока смисла на самата човечност и видете, тоа си го носиме во себе. Или имаме поттик да даруваме за себе во животот, или немаме поттик да даруваме, па ќе си најдеме објаснување и оправдување, нели, секакви оправдувања. Најлесно е да најдеш оправдување, најтешко е да најдеш во себе доблест. За мене нема поголема доблест од тоа сите да сватиме дека сите сме смртни, никој не знаеме каква ќе ни биде смртта, и сите да сватиме дека на земјава живееле милиарди и милиарди луѓе кои што веќе не се со нас. Меѓутоа, некој од нив овозможиле друг да живее. Па има за тоа напишано и книги од приматели. Имаше книга која што беше многу актуелна во 90-тите години, Телото на другата жена. Значи, примателка на орган која што на тој начин се заблагодарува на жената која што донирала орган. Навистина, тоа се лични одлуки, ќе повторам, доброволни одлуки, меѓутоа сепак лежи до карактерот. Така. Ви благодарам многу што бевте денеска заедно со нас. Секако ќе следиме ние и во рамките на информативните изданија за тоа како ќе течат нели и законските измени, собраниската постапка. Денеска се на второ читање низ комисиите кои што треба да ја поминат целата постапка, а во иднина се надевам дека ќе имаме и нови можности да поразговараме и за вашите активности за унапредување
усреднување на целиот овој трансплантацијски систем, да го наречам, и подигнување на јавната свест, се во интерес на здравието и квалитетот на живот на граѓаните. Продолжување на животот и создавање на здраво општество. Здраво општество може само со здрави граѓани. Така, ви благодарам многу уште еднаш. Ви благодарам на поканата. Почитувани, правиме кратка пауза и се враќаме повторно во студиото. Останете со нас.